Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели, се разбира, кои што ова вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Навистина мене ми е мило и драго што можеме да бидеме заедно оваа вечер, се разбира, по милост Божја и по љубовта Божја. Всушност, кога зборуваме за љубовта Божја, Библијата ни открива дека љубовта Божја е круна на нашата вера. Потоа апостол Павле вели дека три нешто стануваат, а тоа е верата, надежта и љубовта, од кој што љубовта е најголема. Почитувани слушатели, навистина мене ми е мило и драго што можеме оваа вечер повторно да бидеме заедно. Се разбира, инспирирани од Духот Свети, водени од Духот Свети. И верувам дека ќе имаме едно убаво и благословено време, вкусно време. Ќе имаме една вкусна и добра храна, една прекрасна Божја духовна трпеза пред нас, во која што ќе можеме да се нахраниме. Се разбира, кога станува збор за Светото Писмо, кога зборуваме за таа трпеза, тогаш ние се храниме здраво и здраво растиме во верата. Апостолот Павле зборува за тие нешта, па дури и другите апостоли зборуваат како можеме да растиме во верата. Ако сакаме да имаме подобро утро, потребно е да растиме во верата, да растиме во Божјото спознание, да го познаваме неговиот уникатен карактер. Затоа што Библијата вели дека Господ Бог е еден и единствен и нема друг. Затоа оваа вечер сме тука. Се разбира за него, за слава Божја. И се разбира дека преку зборот Божи имаме просперитет и можеме да имаме подобро утро. Затоа е потребно да се чита зборот Божи, да се познава Бог, но и целосно да веруваме во него. Овие работи се клучни за да можеме да имаме едно подобро утро. Исто така, кога зборуваме за верата, верата е слободен избор. Секој од нас има право на своја одлука, на свој избор. Дали ќе верува во Бог или нема да верува. Сите ние го имаме тоа право. И тоа право ни е загарантирано. Пред се мораме да знаеме дека тоа право ни е загарантирано од самиот Творец на небото и земјата. Дали ние ќе го примиме или ќе го исфрлиме од нашиот живот? Дали со него ќе живееме или без него? Затоа секој еден од нас има право да направи избор и да донеси одлука во својот живот. Иако ова емисијата Гласот на вистината, ја верувам дека послужува за благослов на сите нас, да можеме да ја откријаме Божјите вистини преку Словото Господово, да откријаме верата во Господа, да откријаме што Бог преку верата ни нуди. Но сепак, од друга страна, Библијата и самиот Творец на небото и земјата, па дури и на човекот, дозволува да одлучиме дали ќе му веруваме на Бога и на неговиот збор Божи, или сето тоа ќе го пуштиме по вода и ќе кажеме дека за нас е Бог се оно што ние фаќаме и се оно што ние гледаме. Па макар што Библијата открива дека тоа не е вера, дека верата е жива представа за она што не се гледа, меѓутоа веруваме и докажуваме дека тоа постои. Минатата емисија зборувавме доста интересно, доста забавно. Верувајте ме, почитувани. Кога ќе почнете да разгледувате Библијата, кога ќе почнете да се движите низ самата Библија,
ќе видите дека таа е доста забавна и доста интересна. Со сите незини настани и со целокупниот незин авторитет. Затоа што таму ќе го видиме најдобро, во најдобро светло Бог и ќе го видиме неговиот план за нас. Но од друга страна, Библијата ни открива дека постојат и рај и пекол, за кој што се надевам дека во некој од наредните емисии конкретно ќе зборуваме што е тоа рај и што е тоа пекол. Прво, дали постојат овие места? Без разлика како ние ги разбираме, привремени или трајни. Затоа реков ќе зборуваме во некој од наредните емисии. Но сепак, кога зборуваме за рајот и за пеколот, ние сме тие кои правиме избор и донесуваме одлука каде ќе бидеме. Дали ќе бидеме со Бога или ќе бидеме вечно одвоени од Бога. Одлуката е наша. Потоа, трета работа, која е многу клучна за нас, е тоа, за овие две привремени места. За нашите одлуки, Библијата не предупредува. Пред да донесиме одлука, пред да направиме всушност избор, таа не предупредува да внимаваме каков избор ќе донесиме во нашиот живот и на што ќе засноваме нашата вера. Еве, да дадам само еден пример во кој што минатата емисија го разгледувавме. Кога ќе видиме, ние сите сакаме едно подобро утро и не само за нас. Всушност сите сакаме ние една подобра иднина. Се разбира, знам дека сите ние таа подобра иднина имаме една одредена слика, еден одреден филм како би требало да изгледа. И по некои наши стандарди очекуваме, нели, наши стандарди кои ние ги поставуваме како основа за едно подобро утро, ние очекуваме дека со текот на времето и во текот на нашиот живот, дека тоа ќе можеме секојдневно, секое утро да го доживуваме. Од друга страна, она што денеска ни е наметнато, и ние тоа не можеме да го доживуваме секојдневно. И од таа причина ние сме многу разочарани. Затоа што не можеме да го ствариме нашиот сон. А нашиот сон е да имаме подобро утро, подобра иднина и да живееме во еден подобар свет. Почитувани возлюбени, кога ќе си ги поставиме овие крупни прашања кои се пред нас, навистина ќе увидиме дека само во Бог можеме да сонуваме и можеме да имаме подобро утро и секој наш сон да стане реалност и да стане дел од нашиот живот. Затоа, ајде заедно да дозволиме, да го поканиме Бог, да тој дојде во нашиот живот и тој го трансформира преку Светиот Дух, преку Словото, нашиот живот. И всушност таму ќе можеме и само така ќе можеме да ја разбереме волјата Божја, да ја разбереме таа целокупна слика која си ја представуваме за едно подобро утро. Библијата ни дава доста примери за сето тоа. Но од друга страна, пред да донесеме одлука, знаете, не секоја одлука е добра која ние донесуваме. Еве, ова вечер сакам да ви препорачам. Пред да донесеме одлука, пред да направиме избор во нашиот живот, ајде да го прашаме Бог. Ајде да го прегледаме Неговото Слово Божјо. Што тоа вели? Затоа ви реков, Бог предходно не предупредува пред се што и да направиме. Еве, ако видиме во втората книга, всушност првата книга на Мојсе, Создавање или Берешит,
Кој значи во почетокот, кога Бог ги создаде небото и земјата и го креира човекот со своја лична рака и го насели во Едемската градина. Еве што таму Господ Бог му зборува на човекот. И му вели вака. И му заповеда Господ Бог на човекот, велејќи: од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од онаа дрво за запознавање добро и зло. Од него не јади, зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него и ќе умреш. Гледате, покрај тоа што Бог му направи на човекот, Едемска градина, човекот едноставно, за да може да ужива, за да може да живее во таа Едемска градина, пошто Едемската градина беше домот на Адам, сепак Бог го предупреди човекот. Пред да донеси одлука, пред да направи избор во својот живот, Бог го предупреди човекот. Бог го предупреди човекот. Од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од онаа дрво кој е сред Божиот рај, дрвото на запознавање добро и зло. Од него немој да јадеш, затоа што во кој ден ќе јадеш, во тој исти ден ти и ќе умреш. Почитувани, затоа сакам едноставно да ве оставам со ова размислување оваа вечер, пред да продолжиме наредната емисија, подлабоко да се позанимаваме за кој она го посакуваме сите, а тоа е да имаме подобро утро. Ако сакаме да имаме подобро утро, треба да внимаваме на нашиот избор и на нашите одлуки. Внимавајте, апостолот Павле, па дури и Господ Исус, ние наредната емисија ќе можеме да видиме дека треба да направиме избор и треба да донесиме, затоа што всушност не можеме да служиме на двајца господари. А подоцна апостолот Павле зборува за штетните компромиси. Затоа не е возможно да му се служи на двајца господари. Потребен или потребна е одлука, да одлучиме што понатаму со нашиот живот. Ние сме тие кои одлучуваме. Ако ја читаме целата оваа историја по прашање на Адам и Ева, ќе видиме дека Адам стана непослушен и не го послуша гласот Божи. Тој лично, иако беше предупреден, донесе погрешна одлука заедно со неговата сопруга, која Бог му ја даде, да му помага и да биде помошник и да биде слична на него. Донесоа погрешна одлука, која ги кошташе многу во животот. А всушност, Господ му кажа дури за цената која треба да биде платена. Затоа, наредната емисија со план Божи ќе се позанимаваме малку со оваа прашање околу цената, околу изборот и околу штетните компромиси. Затоа, имајте убава, благословена вечер. Господ со вас нека биде. Се разбира, се слушаме до наредната емисија, емисијата насловена како Глас на вистината. Господ со вас. Амин. Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели, се разбира, кои што ова вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Навистина мене ми е мило и драго што можеме да бидеме заедно оваа вечер, се разбира, по милост Божја и по љубовта Божја. Всушност, кога зборуваме за љубовта Божја,
Библијата ни открива дека љубовта Божја е круна на нашата